Добар ден, Еви, денеска сме заедно. Поздрав и ви посакувам убав и пријатен ден или убаво и пријатно предпладне во следното наше денешно издание на Алфа Ординација, во кое што ќе зборуваме на уште една интересна тема. Имено на овие теми сме зборувале, особено кога имаме некој повод, а тоа е одбележување на Меѓународниот ден на медицинските сестри, кој што веќе помина. Тоа беше во месец мај месечини, така да. А денеска ќе зборуваме токму за значењето и улогата на медицинската сестра, но она што е наша денешна тема или она за што повеќе ќе се осврнеме е континуираната едукација на медицинските сестри. Исклучителна е важноста на ваквата континуирана едукација на медицинските сестри, при тоа водењето на самата едукација, пренесувањето на искуството, на знаењето, правење план за едукација, целата таа синхронизација на работа, се со цел за безпрекорно извршување на улогата која што ја има медицинската сестра. А сите знаеме каква е всушност улогата на медицинската сестра и оние кои што за жал може би имале некакво искуство кое што на крај пак за среќа преминало во позитивно искуство и добро здравје, ја почувствувале соодветната грижа и нега на медицинската сестра. Ќе зборуваме во продолжение повеќе за тоа и ќе објасниме исто така како е едукацијата и работата на медицинските сестри во болницата Аџи Сестина, а од таму ни доаѓа сестрата за едукација Андроники Билбовска. Добар ден за вас, Андроники, добро дојдовте кај нас. Добар ден, благодарам за поканата. На почеток ќе позборуваме за тоа што всушност значи сестра за едукација или ваквата едукација на медицинските сестри. Медицинската сестра за едукација всушност представува едно продолжение на едукацијата која што една медицинска сестра го добива во средно медицинското, виша медицинското или високите медицински училишта во нашата држава. Она што во текот на нивната настава практично го поминале и она што го научиле како теорија. Проценката на секоја сестра која што ќе се вработи на клиничка болница Аџи Сестина е уште на стартот, се врши една незина општа евалуација, за да можеме да видиме во кој склоп на околности треба таа да продолжи со незината едукација и до каде треба да оди со практичните специфични вештини кои што треба да ги поседува. Сите сестри во клиничка болница Аџи Сестина се со соодветно медицинско образование, значи средно, висше и високо медицинско образование, и зависно од тоа што имаат завршено, правиме веднаш на почетокот ориентација на тие вработени сестри. Без разлика какво образование имаат поминато сестрите, најголем проблем всушност представува при секое вработување практичниот дел. Тука е мојата работна задача да им помогнам да го пребрадат тој период на ориентација во болницата и да го надополнат сето она што во текот на нивното образование практично изостанале да го научат. Да, тоа се всушност работните задачи на сестрата која што е сестра за тренинг и едукација на медицинските сестри или на персоналот. Оно што е исклучително важно или од особена важност е добрата организација или добро направениот план за едукација. Тоа е некој правилник по кој што работите веројатно и оно што би можеле вака и да им го пренесеме на нашите гледачи, што е од информативен карактер, а сепак интересно да го знаат, бидејќи кога ќе дојдеме на посета во болница или по одредена причина, ја гледаме работата на медицинските сестри, при тоа гледаме дека се ангажирани и имаат голем број работни задачи. Но сето тоа за да се одвива како што треба да има и добар план пред се и на работа, но првенствено и план за едукација, особено за оние кои што немале до тогаш работно искуство и треба да се прилагодат на самата работна атмосфера. Клиничка болница Аџи Сестина е хиерархиски прекрасно организирана. Нашата хиерархија во однос на образованието и работата на сестрите се сведува на организација преку главни медицински сестри. Имаме главна медицинска сестра која што е директор на сите медицински сестри во болницата, меѓутоа одговорни медицински сестри на секој одел. Во соработка со тие 14 одговорни сестри, 2 сестри со специфични вештини за јас сум едната од тие за едукација, другата е сестрата за интерхоспитални инфекции, превенција и контрола од инфекции. Го правиме годишниот план за едукација на сите сестри. Нормално, сама како единка не можете да направите ништо ако немате соработка со тим. Нашата болница е тимски организирана и навистина така функционира. На крајот на секоја година, некаде при крајот на месец ноември и целиот месец декември се прават плановите за наредната година. Точно знаеме во кои погледи сме малку послаби во однос на оној практичен дел,
ги гледаме сите едукации на сестрите, ги проверуваме нивните оценки, правиме евалуација на нивните вештини и во договор со сите одговорни сестри го правиме планот за наредната година. Тој е обемен и е специфично за секоја посебна сестра. Една акушерка нема исти вештини и нема исти работни задачи како сестрите кои што работат на онкологија или оние кои што се во операциона сала како анестетичарки, инструментарки и така натаму. Така да тоа се прави скоро 2-3 месеци пред завршување на годината и во наредниот период точно знаеме како треба да ги организираме обуките. Да. Знаеме дека теоријата е едно и како што рековме праксата е друго и попусто е само теорија доколку во пракса не се искуси и не се види како всушност изгледа таа целокупна работа, а се разбира треба време за создавање на некое одредено искуство, особено за оние млади или медицински сестри кои што се разбира се запознаваат со работата во пракса генерално. Вие сте тие кои што им помагате во тој период и затоа тука велиме дека се многу важни едукациите. Но кој ги врши овие едукации и притоа кој е оној кој што е одговорен за контрола на веќе постоечките вештини кои што би требало да ги има една медицинска сестра? Ниту еден работен процес нема да биде соодветен ако немате контрола на работниот процес. Мојата работа ги контролираат одговорните сестри и главната сестра на болницата, како и одделот за квалитет. Оној план кој што ќе го потврдат одговорните лица оди во одделот за квалитет, кој што исто така го потврдува, дава своји сугестии каде треба да се подобри процесот и тогаш почнува едукацијата на терен. Тоа значи дека на секој оддел, на секој сектор каде што имаме медицински лица, имаме соодветни сестри тренери, тоа се сестри кои што имаат долгогодишен стаж. Најмалку треба да имаат 5 години работен стаж и сестри кои што имаат желба да работат како тренери, како едукатори. Тие им помагаат на помалите сестри, со оние со помалку стаж, да го пребродат тој период и нормално да им покажат како на терен на вистина се работи. Ние учиме од пациентите, ние учиме и од посетителите. Во нашата болница едукацијата не се сведува само на едукација на медицинскиот персонал, туку и на немедицинскиот персонал, на целиот помошен персонал. Правиме едукација на самите пациенти, како и на семејствата на пациентите. Посетителите кои што доаѓаат во болницата не се само наблюдувачи. Тие се семејства, тие се дел од целиот процес во подобрувањето на здравјето на пациентите. Затоа една медицинска сестра треба да биде комплетно ориентирана и комплетно обучена за да може да се справи со целокупната ситуација поврзана со здравјето на пациентите. Сите тие обуки ги поменуваме заедно со сестрите тренери, таму каде што гледаме дека треба да правиме повторно нови обуки, правиме реедукација. Такви ни се поделени на редовни едукации кои што одат секоја година и на оние кои што по потреба ги повторуваме на одреден временски период. Да. Како се заближува потребата за дополнителна или реедукација? Всушност тоа е она каде што треба да се има некој одреден надзор или контрола за тоа колку првата едукација или таа почетна едукација била успешна и докаде понатака може да продолжи самата медицинска сестра со работа. За наша среќа, одделот за квалитет е секогаш расположен да излезе во престрет и да може сите оценки во однос на работата и вештините на сестрите да ни ги достави. Правиме годишни тестови на медицинските сестри, а по потреба правиме и постојани тестирања на знаењата и на вештините. Тоа се тестови кои што се буквално направени со целна група на одредени профили на сестри, секој се одговара на одреден број на прашања, зависно од потребите на нивниот оддел. Добиваме оцена, која што оцена постоја оди на обработка во одделот за квалитет и индивидуално го оценуваме секој вработен во болницата, како и одделот каде што работи. Точно знаеме на кои прашања персоналот треба да се реедуцира и во рок од неколку месеци таа реедукација треба да се обави на терен. За наша среќа, ние сме прва болница која што освен усно едуцирање на сестрите, имаме едуцирање во електронски систем, кој што од јануари месец оваа година веќе проработа, е успешно. Помина еден месец на тестирање и веќе медицинските сестри и останатиот персонал во болницата седнуваат и ги читаат тие едукации и ги полагаат со предтестови и посттестови на успешност. Секој има свое персонално досие и може да погледне кои од тестовите му се успешно поминати, таму каде што треба повторно да се изврши реедукација, во рок од неколку дена поминуваме, разговараме со персоналот, им помагаме на тие послаби прашања и потоа повторно седнуваат, го
полагаат тестот. Многу убаво кога имате електронски систем на тестирање за тоа што можете во брзо време да проверите многу луѓе. Инаку физички тоа малку е потешко кога треба да се прави на хартија со тестови, а на овој начин можете во рок од неколку дена да го истестирате целиот персонал за било каква обука која што е потребна, без разлика дали е медицинска или не медицинска. Да. Која е разликата помеѓу сестра која што е сестра едукатор, како што сте вие, и медицинска сестра без титула за ваква титула едукатор или тренер, кој што всушност ги прави тренинзите и самата едукација се подразбира под самата титула. Тоа е, но дополнително што е разликата во однос на работните обврски и меѓу другото што е потребно за да се биде сестра, за да се стане сестра едукатор и за да може понатака знаењето да се пренесува и на останатите нови медицински сестри кои што би требале да го заземат местото. Значи сега зборуваме, да, вие кажувате нели од ваше искуство во приватна болница, но зборуваме генерално за самата улога на медицинската сестра во здравството јавно, односно државно, па и приватно. Генерално во Македонија не постои училиште кое што ќе едуцира сестри едукатори. Тоа постои во другите земји во светот, кај нас се уште не постои такво нешто, меѓутоа знаете дека нашата болница е акредитирана според JCI стандардите, кои што се високи стандарди за работа во болниците. Според таа акредитација потребна е сестра за едукација. На конкурсите за сестри за едукација во нашата болница се бараат сестри кои што имаат долгогодишен стаж на повеќе работни места. Јас конкретно сум сестра анестетичар по професија, со 26 годишен работен стаж. Сестрите тренери се сестри кои што имаат долгогодишен стаж и покажуваат успеси на нивните работни места. Тоа е на доброволна основа. Нормално секоја сестра е во одредена категорија, зависно, пак ќе кажам, не само од образованието, туку и од тоа како таа сестра ги знае практичните вештини. Ако немате мерливи вредности, ако немате тестирања, тогаш сте субјективни во оценките. Ќе дадете некоја оценка за сестрата од ваше субјективно мислење. Ако ја сретнете во ходник, ако ја поставите одредени прашања во однос на работниот процес и таа ви ги објасни одлично, тоа не значи дека и со пациентите исто се однесува, тоа не значи и дека ги познава тие работи соодветно како останатите колешки. Затоа тестирањата се сведуваат не само на тестирање на сестрата едукатор, туку и на евалуација и оценки на одговорните лица. Кога работите во болница како што е Аџибадем Систина, каде што брои 950 вработени, не можете вие за секој вработен физички да го сретнете во текот на денот за да донесете суд како тој вработен работи. Затоа тие се под надзор на нивните одговорни сестри. Одговорните лица си ги познаваат сестрите точно и знаат во текот на работниот процес каде се најдобри, каде им треба помош од нас, тренерите и едукаторите. Да. Колку сестри за едукација постојат, бидејќи нели знаеме дека постојат повеќе оддели, а на секој оддел се обучени и едуцирани сестрите да функционираат на истиот тој оддел веројатно. Постои таква организација или класификација, ќе ни кажете вие, но колку сестри за едукација постојат и колку број на медицински сестри во моментов број? Над 270 медицински сестри работат во клиничка болница Аџибадем Систина. Меѓутоа, знаете, уште во средно медицинското училиште, кога ќе добиете дипломата за дипломирана медицинска сестра, ви кажуваат дека ваша задача е да ги образувате останатите сестри. Секоја сестра е едукатор. Зборувам за оние кои што има стаж и кои што веќе поминале одреден период на ориентација и на работа на оделите. Секоја постара сестра не е должна, туку етички е должна да им помогне на помалите сестри, на оние кои што се вклупуваат во работниот процес. Тие учат едни од други. Моја работа е само да ги координирам. Јас сум една сестра за едукација и тренинзи во болницата, меѓутоа со 14 медицински сестри тренери, кои што имаа обука освен во нашата болница и во болниците во Аџибадем групацијата во Турција. И нашите медицински сестри постојано ги пратат сите конгреси, семинари, избеднувања кои што се од интерес за подобрување на сестринската работа надвор од нашата држава и во границите на нашите здруженија во Република Македонија. Така да немаме навистина проблем со број на едукатори. Сите сестри најдобро се расположени за да им помогнат на помалите сестри и се едукатори.
Да. Ја одбравме темата бидејќи сметавме дека кога веќе зборуваме за различни теми од областа на медицината и на здравството во нашата секојдневна емисија Алфа Ординација, бидејќи во таа целокупна работа и грижата и негата за здравјето на пациентот покрај самиот доктор, во тимот кој што работи со него се и медицинските сестри, без кои што било каков процес, дали тоа ќе биде обичен преглед, третман, било што кое што на пациентот му треба или некој оперативен зафат, сепак важна улога во сето тоа има и медицинската сестра. Затоа од тука е многу важно да влеземе малку во секојдневието на медицинските сестри и се запознаеме повеќе со нивната работа или нивното секојдневно функционирање. Како изгледа еден ваш работен ден? Веројатно пациентите со кои што секојдневно комуницирате, секој пациент за себе е индивидуален и различен и во однос на состојбата за која што е таму, дијагнозата, или и во однос на карактерот или самиот однос. И тоа верувам дека е вклучено во самата едукација на медицинската сестра, односот и пристапот со пациентите. Нашето правило во болницата е растрчани на смејани сестри. Буквално е така, затоа што работата почнува уште во 7:30, тоа е работното време во кое што начално сите одели почнуваат со работа и секој си ја знае својата работна задача. Убавината да работиш во Аџибадем Сестина е тоа што класификацијата на лекари, нивните работни задачи се посебно, медицинските сестри се нивни први соработници, меѓутоа нивната хиерархија и работни задачи се комплетно делени. Тоа значи дека кога еден пациент ќе стигне во нашата болница и доаѓа на разговор со соодветен лекар за одреден проблем, докторот ги врши сите потребни испитувања, разговара со пациентот и прави негови проценки. Само што ќе заврши лекарот со својата работа, настапува медицинската сестра со незини проценки и репроценки. Така да се што е запишано во медицинското досие на пациентот од лекарска страна е надополнето со медицински белешки запишани од медицинските сестри кои што работат во смени. Ние ги следиме пациентите и имаме свој хиерархи. Тоа што лекарите како дијагноза, како испитување и следувања ги следат и ги знаат, медицинските сестри немаат потреба целиот тој дел напоредно да го следат, имаат свои забелешки кои што ги следат и си ги пренесуваат од смена на смена. Обично една медицинска сестра води неколку пациенти, зависно на кој одел работи, и знае се за тие пациенти. По завршувањето на смената ги проследува со огромна документација, верувајте, имаме огромна документација која што мораме да ја завршиме. Делот тоа е преку информативниот систем, делот тоа е на хартија, меѓутоа успешно ги завршуваме. Без разлика што некогаш е навистина опсежно, сето тоа да биде прецизно запишано. Успеваме да ги завршиме сите работни задачи и успеваме и покрај тоа да имаме време да бидеме покрај пациентите. Административниот дел ние голем дел од работата не завзема, меѓутоа медицинските сестри првенствено се тука за пациентите и нивното здравје. Да. Рековме дека е многу важен планот за едукација, но што содржи тој план за едукација? Како се изведуваат едукациите или што е оно што првенствено во првите едукации го слушаат и го дознаваат или се запознаваат со истото, самите медицински сестри. И мислам дека и минатиот пат кога имавме гостување заедно со вас, споминавте различен тип на предавања. Веројатно преку текот на работата се создава и потреба од посебни тематски предавања кои што исто така се од едукацијски карактери и се со голема важност за тоа целокупна работа. Да, првите едукации се тие за корпоративна ориентација. Медицинската сестра за едукација и тренерите ги прават заедно со сектор за човечки ресурси, кој што ги запознава нововработените на просторот во кој што треба да работат. Без разлика дали се медицински сестри, болничари, хигиеничари, транспортери, лаборанти и така натаму, сите треба да поминат корпоративна ориентација. Сте ја виделе клиничката болница Аџибадем Сестина, тоа е еден голем простор кој што треба да го запознаат прво физички. Значи покрај таа корпоративна ориентација почнуваме со физичката ориентација, ги решетуваме низ болницата, им објаснуваме каде што се изведува. Треба да бидат запознаени што во болницата како дијагностички методи и медицинска работа се изведува и ги запознаваме со специфичните ориентации. Специфичните ориентации почнуваат малку подосна, откако ќе се помине таа иницијална евалуација. Значи, секој вработен поминува евалуација на неговите вештини после 5-та и 10-та недела, кога одредуваме дали може самостално да работи. Тогаш кога самостојно ќе почне да работи, веќе ги почнуваме да
да ги едуцираме во однос на специфичните вештини. Конкретно, еве, за една сестра која што работи во операциона сала како инструментарка, мора да ја помогнеме за тоа што нашата болница работи со огромна апаратура. Целата таа апаратура треба да се помине со документи за да знаеме дека сестрите безбедно работат со таа апаратура и дека се запознаени со начинот на држување на апаратите. Тоа конкретно за една инструментарка го прави одговорната сестра или нејзините заменици тренери во операциона сала и во текот на неколку недели сестрата веќе се обучува и е спремна да работи со тој апарат. Така е со целата апаратура, така е со сите постапки. Да, поделени се во специфични вештини за тоа што имаме премногу одели. Премногу одели и нашата болница е болница која што е во постојан развој. Ако во текот на годината се воведе нова дејност, како што е детска хирургија, детска онкологија и така натаму, со доаѓањето на нови лекари во нашата болница и отварањето на нови дејности, тоа автоматски значи дека треба да обучиме сестри за таа дејност. И за таа апаратура која што ќе се работи на одредена диагностика. Го поминуваме тоа, скоро 90 и нешто проценти го поминуваме во болницата, доколку има потреба некои одредени обуки кои што не можеме тука да ги завршиме и се специфични, ги правиме во Аџибадем групацијата. Лесно ние затоа што имаме соработка со нив, веднаш се прави програма и план за развој на таа сестра, се праќа на обука и после одредено време, кога ќе дојде, таа обука која што ја добила и тие сертификати со кои што се здобила, таа ги споделува веднаш со другите сестри. Тоа е убавината на едукацијата. Тоа што сте го научиле, да го споделите со останатиот персонал. На тој начин, по програмата Trainers of the Trainer, ние всушност добиваме во исто време повеќе едуцирани сестри на една тематика. А во однос на предавањата кои што исто така ги реализирате? Предавањата се многу интересни, барем мене ми се интересни затоа што се различни. Јас нормално покривам дел од предавањата, меѓутоа за секоја проблематика наоѓам одредени предавачи. Дали се тоа доктори од нашата болница, дали се тоа медицински сестри, некогаш покануваме предавачи од други установи, доколку добиеме некоја нова апаратура, тогаш се представниците кои што работат со фирмата која што набавила апаратурата, се собираме физички во амфитеатар или во соба за состаноци, некогаш на самите одели, ако е тоа специфична апаратура која што не треба да се поместува, ја правиме таму обуката, меѓутоа имаме обуки кои што ни се задолжителни за целиот персонал во болницата. Тие се обуки за вонредни состојби, тука веќе немате сестри, лекари, хигиеничари, тие обуки ги поминуваме сите. Од медицинскиот и немедицинскиот персонал вежбаме гасење на пожар, правиме евакуација на пациенти. Тоа го зближува персоналот затоа што различни групации на вработени некогаш физички не може да се видат со месеци. Голема е болницата, некогаш реално немаат потреба едни со други да комуницираат. Најбитно за мене лично како едукатор е предавањето за ефективна комуникација. Од тука почнува и завршува се. Ако имате соодветна хиерархија и ефективна комуникација, тогаш се некако побрзо и поуспешно ви функционира. Да. Веројатно е полесно или да речеме можеби поедноставно за вас да кога се врши одредена едукација, сестрите кои што веќе имале некакво претходно работно искуство, да тоа им е поблиско и таа едукација која што добиваат на стартот за работа кај вас е всушност некое потсетување на она што би требало да го прават. Но има и по големо внимание се насочува кон оние сестри кои што немаат до тогаш работно искуство и треба да започнат со нивниот прв работен ден во животот, нели со образованието кое што го стекнале, дали тоа било како што рековме средно или високо образование, но тоа е теорија и веќе треба да настапи праксата. Тука нели едукацијата е многу важна пред тоа. Како се врши едукација на сестрите кои што немаат работно искуство? Да, убаво кажавте, оние сестри кои што имаат работен стаж само доаѓаат во болницата и треба да се ориентираат во просторот, апаратурата и процедурите на работа. Олеснително за новите сестри кои што немаат работен стаж и доаѓаат директно од училиштата, дали се тоа средни или високи училишта во нашата земја, доаѓаат и на првите работни денови се како ученичиња. Морате да им дадете подстрек за да може да се прилагодат кон средината. Им кажувате дека сето ова ќе се помине за одреден период и дека без разлика што таа големина на болницата на почетокот ги плаши, за од прилика месец до два веќе ќе можат да работат самостојно.
Убавината на работата во организирана болница е тоа што за се имате процедури. Никој од нас не треба да импровизира и да им објаснува на тие сестри онака како што некогаш некаде научил. Сите работни процеси ни се со процедури. Лесно е кога ќе прочитате како, например, се боцка една интравенска канила, ја прочитате целата процедура, ќе ми објасните и ако во текот на нивниот работен ден имаат доволно време, повторно ќе седнат во библиотеката на Систина и ќе ја прочитаат таа процедура. На тој начин сте безбедни и на тој начин знаете дека целиот медицински персонал ви ја добива истата медицинска наобразба. Никој не импровизира. Нормално тие протоколи за работа и процедури се надополнуваат, се апдейтираат зависно од потребите. Ги следиме сите трендови кои што се во медицината во околината, ги следиме сите стандарди кои што ни ги налага нашата акредитација, ги следиме стандардите кои што ги има Аџибадем групацијата. Се што е ново веднаш стигнува, одговорните лица, менаџментот и одделот за квалитет ги обработуваат и ни известуваат. Значи повторно комуникацијата е таа која што е на прво место, за да сите истовремено ги добијат потребните информации. Медицинските сестри кои што се без стаж се под себе надзор, тие не работат сами, дали се тоа тренери, сестри, лидери на смена, цело време ги обучуваат, меѓутоа и ги оценуваат. На крајот на денот кажуваат каде сгрешиле, ми објаснуваат што треба да прочитаат, доколку има потреба ми се јавуваат, доаѓам на терен, разговарам со нив и гледам зашто е можно пократок временски период да можат самостојно да работат. Да. Значи точно како што рековте, хиерархијата е многу важна од сестра едукатор, па нели сестри тренери или сестри лидери на смена, па понатаму до понеискусни сестри или сестри кои што немале дотогаш работно искуство, за да сето тоа функционира во една совршена синхронизација, како што кажавме, пред се за општото добро на пациентите, односно за нивното добро здравје. И сега ќе зборуваме во продолжение се разбира зашто неколку важни сегменти од вашата работа и од она со кое што секојдневно се соочувате, бидејќи тоа не се едни така мирни денови и часови кои што ги поминувате на работа, туку имате голем број предизвици со кои што се соочувате. Ќе позборуваме за тоа во продолжение. Сега би предложила да направиме кратка пауза за реклами во овој период стандардно, а потоа ќе продолжиме со нашата денешна тема во однос на тоа колку е важна континуираната едукација на медицинските сестри. Останете со нас. Тоа е нашиот джингл, а Ординација продолжува во втората половина од денешното издание. Имам уште помалку од половина час да ги кажеме останатите важни работи во однос на работата, улогата и значењето на медицинската сестра во здравството, односно при грижата и негата на пациентите и за тоа колку е важна нејзината едукација, особено доколку таа биде во континуитет. Затоа во првиот дел на денешното издание зборувавме со сестрата за едукација Андроники Бибовска од болницата Аџибадем Систина и споменавме за тоа која е разликата помеѓу сестра едукатор или сестрата која што одговорна за тренинг и едукација и останатите медицински сестри и за важноста на пренесувањето на знаењето и сите оние впечатоци од долгогодишното искуство кое што треба понатаму да се пренесува и на оние кои што можеби и за прв пат во пракса се запознаваат со сите оние работни задачи кои што треба да се реализираат. За активностите, проектите, за сето она што е во тек и ќе биде во наредниот период ќе позборуваме во продолжение, односно во наш втор дел кој што ни преостанува. Сестра Андроники, може во продолжение да кажеме за она што, иако досега зборувавме какво е течењето на работата и самата организација во болницата, вие работите и надвор од неа, односно кога веќе зборуваме за работа, проекти и останати активности, не само во болницата, туку имате и надвор. Каде се ги правите останатите работни активности надвор од болницата? Јас навистина бев изненадена кога дојдов да работам во Аџибадем Систина од идеите кои што ги имаат моите колешки. Буквално, верувајте, за секој настан кој што се одвива во нашата околина, без разлика дали е медицински или хуманитарен настан, го следат, доставуваат одредени барања и молби и веднаш се активираме групи на медицински сестри кои што излегуваат во пресрет на тие настани и правиме успешни предавања едукација. Обично тоа се одвива околу денот на медицинските сестри, меѓутоа без разлика дали е баш таа недела за денот на медицинските сестри или одредени хуманитарни настани во градов, правиме
целни едукации и предавања. Тоа е за денот на машкото здравје, неделата и месецот на машкото здравје, неделата и месецот на женското здравје. Правиме едукации на целни групи, како што се дечињата во градинките и училиштата. Таму најчесто се задржуваме со хигиена на рачења, затоа што кај децата не можете да задржите внимание повеќе од половина час со некои потешки предавања. Да, дори тоа е многу. Да, тоа е многу, меѓутоа успешно моите колеги и колешки се справуваат со тоа, импровизираат, носат средства, имаме огромна помош од сите во болницата, некогаш со нас доаѓа и лекар, ако е од некоја специфична едукација, конкретно за машкото здравје, доаѓаат и предаваат докторите уролози во болницата, доаѓаат колегите од физикална терапија и рехабилитација, јас како сестра едукатор, колегите кои што работат за превенција и контрола на инфекции и така натаму, се прават едни мали тимови зависно од тоа каде треба да одиме и каде треба да помогнеме. Некогаш одиме во фирми, во представништва, некогаш во училишта, некогаш кај социјално загрозени и ранливи категории на граѓани. Одиме во СОС селото, имаме одлична соработка со нив, таму правиме предавања за дечињата, ги едуцираме мајките, ги едуцираме наставниците во училиштата и така натаму. Сметам дека овие едукации се за нас медицинските сестри најинтересни. Верувајте, сите овие сестри кои што доаѓаат и предаваат надвор од болницата го прават тоа со толку ентузијазам, со толку желба и љубов и доаѓаат надвор од нивното работно време, одиме во саботи и недели. Не можете секогаш одредена групација да соберете во работно време, во работен ден. Или за празник. Значи, тоа нема врска дали сме слободни или не сме слободни, секогаш се наоѓаат сестри кои што сакаат да дојдат, сакаат да го покажат своето знаење и сакаат да помогнат. Интересно е да бидете дел од тие каравани на споделување на знаење. Конкретно оваа година имавме многу такви настани. Меѓутоа, освен сите овие настани, мене лично како едукатор ми исполнуваат хуманитарните настани кои што се одвиваат и нашето учество во нив. Без разлика дали е тоа помош, одредена помош за луѓе кои што се од ранливи категории, дали се тоа настани како Скопскиот маратон, женската трка, трките за Даунов синдром и така натаму. Буквално секоја информација која што ќе видиме по социјалните мрежи, доколку можеме временски да ја исполниме, се прави одредена групација и веднаш излегуваме на терен и работиме. Оно што веројатно не е интересно, кога по такви едукации, по таквите средби го гледате и задоволството на оние на кои што им ги правите самите едукации, дали тоа ќе бидат луѓето или пациентите кои што ќе додат на одбележување на настаните, дали за машко или женско здравје, како што спомнавте, или пак ќе одите на посета во градинките или унаму каде што е важно да се пренесат едукација на децата. Сепак сметам дека имате позитивни впечатоци, но и она што е уште поважно позитивен ефект меѓу другото за потребата од ваквите едукации, за тоа колку таа треба да биде пак континуирана, се со цел да и се подигне нивото на свест и во однос на информацијски и едукацијски карактер и кај сите граѓани или кај пациентите, и кај младата популација или најмладата популација која што е важно. Тоа е најбитната мисија, да ја поткренеме свеста на човештвото и да поткренеме свеста на сите наши граѓани, заради тоа што ако видите дека една група на ентузијасти одат по кеот на Вардар и го собираат отпадот, тоа не е оној дел за рекламен дел на болницата. Тоа се луѓе кои што самостојно тоа го прават секој викенд. Меѓутоа го вклопуваме во една дружба на персоналот од болницата, одиме и ги следиме тие хуманитарни настани. Многу е убаво кога ќе ви се јават ваши роднини и пријатели, ќе кажат дека во некој од училиштата низ градот поминала екипа од Аџебадем Систина и ги научила дечињата како правилно да го селектираат отпадот и како правилно да ги мијат рачињата. Нивните деца потоа на вистина се придружуваат кон тоа. Знаете, вие како родител влијаете на вашите деца, меѓутоа кога стручни лица ќе едукативно ќе влијаат врз помалите категории на граѓани, тогаш веќе е многу поинтересно. Дечињата тоа го сваќаат, мене сестрата и докторот така ми кажа. Ги мијат рачињата, го мијат овошјето. Тоа го гледаме во секојдневието и многу сме задоволни за тоа што имаме успех да образувате и да едуцирате само 10 луѓе во текот на месецот е тотално задоволство. А ако успеете тоа да го направите на поголеми групи во училиштата, тогаш знаете дека вашата мисија како медицинар е исполнета.
Го спомнавме денот на медицинската сестра, само ќе потсетиме, сека година на 12 мај се одржува, односно се одбележува денот на медицинските сестри и ние сека година на тој датум кога имаме, нели се разбира, наше издание, имаме и гостин или представник кој што ни доаѓа, со кој што зборуваме за активностите во склоп на таа недела, кога всушност е и тој ден или одбележување на денот на медицинските сестри. И оваа година се одбележуваше и имаше своји активности. Имаме можност и прилика накратко да потсетиме како оваа година се одбележа денот на медицинската сестра. Некако традиционално во нашата болница е денот на сестрите работно да го одбележуваме и го одбележуваме најчесто така надвор од болницата со едукации, со дружење со граѓаните, во дружење со дечињата. Интересно е тоа што никоја од сестрите, знаете, порано се прославуваат тие денови на медицинските сестри на прослави, на централни прослави на медицински сестри. Ние учествуваме во тие централни прослави, меѓутоа најбитна прослава ни е таа кога ќе се собереме сите, кога ќе го направиме планот и кога ќе видиме на колку места сме отишле во текот на тој месец или таа недела, колку едукации сме извршиле и колку задоволни граѓани сме добили. Тоа за нас е бенефит. Хуманитарните трки кои што ги трчаме се нешто што мене најмногу ми исполнува, затоа што е многу забавно и затоа што на тој начин не оставаме пораката дека навистина го шириме здравието и здравиот начин на живот. Спортот е тој кој што некако луѓето најблиску ги врзува и таа група која што брои повеќе од 90 члена во клиничка болница Аџибадем Систина е направена на доброволна основа. Имаме поддршка од маркетинг службата во нашата болница. Не следат секаде каде што одиме и на тој начин покажуваме дека го практикуваме здравието, а не сме само болница која што го спроведува здравието како задача и како работна обврска. Да, покрај активностите кои што ги правите надвор од самата болница, активностите во неа и надвор од неа, присуството на хуманитарни настани и поддршката генерално која што ја давате ги во склоп на истите, меѓу другото и едукациите исто така надвор, кои што се од особена важност како што споминавме. Сепак не само меѓусебната внатрешна соработка која што ја имате, особено е важна и соработката од надвор, зборувам и мислам на соработката со останатите центри и установи. И сега ќе позборуваме малку и за соработката која што имате со останатите центри и установи, за функционирањето на таа соработка и што се содржи или што се е во склоп на истата таа соработка. Нашата болница законски има регулатива дека мора да има соработка со одредени центри кои што се без разлика дали се државни или приватни центри во нашата болница, во нашата држава. Аџибадем Систина е отворена соработка со сите. Зборувам конкретно за сестрите. Сестрите имаат соработка со сите установи медицински во нашата држава. Ние учествуваме во сите здруженија на медицински работници во Македонија, учествуваме на конгреси, на семинари, учествуваме со наши предавања, меѓутоа одиме и ги слушаме предавањата на другите колеги и колешки. На тој начин се усовршуваме, на тој начин едукацијата побрзо ни се одвива и на тој начин сме поблиску до настаните во здравството, целокупно кој што се случува околу нас. Ги следиме сите промени кои што се од аспект на подобрување на здравствената политика во Македонија, меѓутоа мораме да учествуваме и активно за да видиме во тек и за да знаеме како вид на наобразба на нашите медицински сестри ќе им треба во наредниот период. Сите оние школи кои што се во нашата држава и ги образуваат медицинските сестри некогаш не се доволни за да можеме работниот процес да ни тече така како што сакаме континуирано. Заради таа причина соработуваме со Сдруженијето на сестри, соработуваме со Комората на медицински лица во нашата земја, соработуваме со сите државни установи. Имавме пред неколку месеци екипа од една државна установа, од клиника, од клиничкиот центар Мајка Тереза, која што побара обуки за кардиохирургија и кардиохируршки активности на медицинските сестри. Нормално излеговме веднаш во пресрет и имавме гости од една од клиниките во клиничкиот центар. 2 недели тие сестри дојдоа на размена на искуство и знаења во нашата болница, во едно одлично расположение и си ги споделивме сите можни работи кои што ние како медицинари ги работиме, меѓутоа ние покажавме нашата диагностика, која што за наша среќа е многу лесно да се работи во такви услови и за да може да ги практикуваат сите тие диагностички средства потоа во нивните установи. Одиме на покана на сите центри за да споделиме знаење, одиме на покана на сите центри каде што можеме да направиме соработка. За наша среќа,
Кај нас комуникацијата со другите центри е малку побрза, заради типот на болница во која што работиме, меѓутоа тоа не значи дека информациите кои што ќе ги добиеме, не сме спремни да ги споделиме со сите болници во земјата. Да. Па тоа е всушност и она што рековме, мисија и целокупна работа, значи споделувањето и на искуствата, на знаењето, но и на сето она што е стекнато како искуство во текот на целокупната работа. Да, знаете како медицинските сестри во нашата држава се сплотени. Гледате и самите сите настани кои што се случуваат околу правата и барањата на медицинските сестри, ние сме сплотени во сите наши барања и права, без разлика во кој сектор работиме. Не постојат државни и приватни сестри. Една медицинска сестра треба да е секогаш едуцирана, спремна, насмеана, топла и полна со разбирање и соработка со сите можни субјекти кои што се поврзани со здравјето. Епа, од тука би сакале исто така да го споменеме и да речеме баш и секојдневието кое што го поминувате со различен број на на пациенти, различен тип на пациенти, пристапот и односот кој што е важен и кој што веројатно и тие го доживуваат исто така, и нивниот фидбек или она што тие го даваат за возврат во однос на тоа кога веќе ќе се заврши нивниот престој во болницата, благодарноста веројатно за негата и грижата која што ја дава самата медицинска сестра, што е еден важен дел од целокупната работа на сестрата, се разбира, и од вашето долгогодишно искуство, позитивните впечатоци или позитивните средби, ситуации и искуства кои што сте ги имале со пациентите. Најбитно ни е тоа, задоволството на пациентите. Сите ние во текот на нашиот живот некогаш сме пациенти, нашите најблиски се пациенти, и затоа она разбирање кој што мора да го има секоја медицинска сестра е најбитно. Во нашата болница постои посебен оддел кој што се грижи за правата и услуги за пациентите, така да добиваме фидбек секогаш од нивното задоволство. Тоа се анкетни ливчиња кои што ги пишуваат пациентите при крај на нивното лекување и добиваме на крајот на секој ден извештај за нивното задоволство. Гледаме што пишуваат, што се позитивни страни на болницата, меѓутоа ги гледаме и негативните страни на нашата работа и се задржуваме. Знаете како е, пофалбата е супер, убава е, сите сакаме да бидеме фалени, меѓутоа ако видиме дека постои одредено незадоволство, веднаш правиме анализа на незадоволството. Нашата задача е тоа незадоволство да премине во следниот период во колку што е можно подобро задоволство на пациентите и на нивните најблиски. Затоа тука улогата не само моја, туку и на сите колешки од болницата кои што го поминуваат секојдневието покрај пациентите, најдобро знаат дека зборот, односот и љубовта која што ние пружаме на пациентите е многу битна во текот на нивното оздравување и целокупната подобрување на нивната ситуација. Лекарот е тој кој што е тука секогаш за нив, меѓутоа најголемиот дел од работното време покрај пациентите го поминуваат сестрите. Тие се буквално 24 сата над нив. Ги знаат нивните потреби, ги знаат нивните приватни проблеми, ги знаат нивните барања и битно е да го добиеме тој фидбек за да знаеме каде може да се подобриме. Ниту една болница на светот не е совршена, ниту една болница не може да работи само на хартија и по процедура, секогаш морате да имате топол збор, секогаш морате да имате разбирање за тоа што може да биде секогаш подобро и подобро. Да, а тоа е онако на кое што вие се стремите, покрај тоа што нели се вие организирано и прецизирано на хартија, тоа е едно, но ова е сосема друго и тоа треба да го носи секоја медицинска сестра. Да, секојдневието е навистина тешко да работите. Професијата на медицинска сестра техничар е навистина тешка професија, професија која што бара од вас хуманост и пожртвуваност. И она што го имате во текот на денот како приватен проблем секогаш да остане позади вас. Така е во секоја професија, ама некако на лицето на медицинската сестра веднаш се забележува тоа. Луѓето ве пратат со поглед во текот на целото нивно престојување во болницата и треба да сте секогаш расположени на смени. Ни успева. Покрај целата гужва, покрај целата администрација. И да не ги забораваме одговорностите. Покрај сите одговорности кои што ги имаме, ни успева и секогаш кога ќе се движам из болницата ги гледам лицата на моите колешки, прво како се однесуваат самите кон себе, кон својот профил, а за пациентите не сакам да разговарам. Секогаш се расположени и топли. Да.
Тоа е важно да се разбира во секоја професија, особено во ова, кога се работи со пациенти. Го споменавме во првиот дел кога зборувавме за планот за едукација, за тоа како се вршат едукациите, дека тука се вклучуваат и предавањата, од кои што има потреби, тоа се гледа во текот на работата. Ми се чини дека не споменавме, или пак ако сме споменали ќе потсетиме, на колкав период се вршат ваквите едукации, или на колкав период се прави планот за едукација, и кога ќе се почувствува потреба за реедукација на одреден број на медицински сестри, тогаш на колкав период се прави таа реедукација. Планот за едукација е една само план и хартија. Тој трпи секогаш промени во секојдневието. Ова што сега го зборувавме во однос на пациентите и грижата околу нив, ако приметиме дека кај одреден пациент се јавил незадоволство од одредена услуга, од одредена наша активност, тогаш веднаш правиме реедукација. Да не бидам лошо сватена, реедукациите не се корективни мерки. Тие не се мерки кои што треба да ги сватиме во лош поглед. Тие се мерки кои што ни го подобруваат нашето работење и мерки кои што го подобруваат здравјето на пациентите. Заради таа причина некогаш самите медицински сестри знаат да се јават и да кажат: вчера имав проблем со одреден апарат, некако тешко ми се вклучуваше, долго време не сме го користеле, дали може да го повториме повторно, да повториме таа едукација. Во најскор период се организираме и соодветните сестри тренери ќе поминат на тој одел, ќе видат за кој апарат станува збор и ќе повториме реедукацијата. Што побрзо се заврши, тогаш е подобро и за нас како персонал, а не сакам да зборувам колку е тоа подобро за пациентите. Битно е да сме сите исто стручни и да сме сите исто образовани. Тоа не можеме никогаш да го постигнеме, затоа што сите сме во одреден раст и развој зависно од годините на стаж и образованието, меѓутоа се трудиме да задржиме секогаш една граница каде што мора да имаме основни познавања за одредена проблематика. Да. Веројатно работите на планот за развој на сестри во наредниот период, како тоа изгледа, кога се прави тој план и колку кога веќе има ваков план, се прави развојот на сестри, колку сте и ви до сегашната работа задоволни и од нивниот број, и од нивното пријавување, притоа и од нивното едуцирање и продолжување во понатамошната работа. Тестовите и оценките кои што ги даваат одговорните сестри и сестрите тренери во однос на работата на секоја сестра поединечно, ни дава една слика каде треба да се обрне посебно внимание во развојот на сестрата. Мора да имате индивидуален развој на сестрите, затоа што не можете секоја сестра да ставите под иста едукација. Имаме колешки кои што имаат над 30 годишно искуство и тие колешки се одличен пример за тоа како треба една сестра да се развива. Сите оние сестри кои што се со помалку стаж, со помалку работно искуство, се стремат да го достигнат нивниот развој. Затоа постои самокритичност во болницата. Постои самокритичност затоа што самите осеќаме потреба за нешто што треба да го познаваме. Имаме огромна патологија која што обработуваме, навистина огромен број на пациенти, и покрај тоа наоѓаме време во текот на денот, барем половина час да поминеме во едукација. Не мора тоа да биде едукација седнати во клупи и да одговараат на прашања. Тоа се некогаш брзи едукации покрај леглата на пациентите, при примопредавањето на смена, ќе видите некоја дијагноза која што прв пат во животот ја слушате. Па ќе се распрашате кај постарите сестри, тие ќе се јават, ќе најдеме соодветен доктор кој што ќе ми објасни таа дијагноза. Сега е лесно, имате помагала кај што можете да прочитате. Нашето помагало е нашата интерна библиотека. Таму ги имаме сите процедури за работа, таму имаме дијагнози кои што можеме да ги прочитаме и да видиме од соодветен извор како треба да се однесуваме. Во ова време на премногу извори на обуки, на премногу Google во нашето секојдневие, можете да добиете погрешна информација. Тоа е кобно за некои медицински сестри во однос на нивното образование и кобно посебно за пациентите. Знаете дека имате квази лекувања, каде што по некое време, од кога ќе се јават тие пациенти со одредени совети кои што ги добиваат на социјалните мрежи, се чудите како е можно некој да поверува на такви информации во однос на здравството. За жал тоа се уште функционира. Ние гледаме како болница да одржиме едукации на граѓаните, на нашите пациенти, каде треба вистински да се обратат ако им требаат одредени информации. 24 часа кол центарот на Аџибадем Систина е достапен. Сите дежурни лекари и сестри можат соодветно да ви одговорат за одредена проблематика или барем во наредниот период да ви кажат каде треба да се обратите. Заради таа причина апел до сите, посебно до медицинските сестри, е да не даваат било какви совети дека одредени страни на социјалните мрежи може да ви помогнат во однос на вашето здравје. Може да ви помогнат само соодветни институции
и соодветни лекари и персонал кој што навистина ќе го третира вашето здравје така како што треба. Да, и ова беше еден потребен и неопходен совет и за нашите гледачи, за оние кои што можеби некогаш имаат потреба да побараат помош и да го знаат вистинскиот начин или вистинскиот пат како тоа да го направат, а да не биде тоа со резултат на погрешна информација, се разбира. И сега тоа што се однесува за планот за развој на сестрите во наредниот период, а што се случува кога, бидејќи овдека работите по план и тоа е мора и така треба, во однос на надворешните активности или за оно што во текот на една година како активности, проект го и правите и учествувате надвор. Тоа е во чекор или пак и претходно имате некаква исто агенда, да, или план во однос на тоа каде би присуствувале, што би правеле и што е оно што би сакале да го постигнете? Нашата агенда е една година претходно испланирана, меѓутоа секогаш трпи промени. Секогаш трпи промени, ние сме општество кое што е постојано во раст, развој, во движење, во нови случаи и потреби. Го менуваме тој план, ама оној основен план кој што ни е направен неколку месеци пред завршувањето на годината, гледаме да го исполниме. Колку што се сеќавам овие 3 години откако работам оваа работа како едукатор, навистина сите тие планови ни се исполнети и надоградени. Никогаш оној план за едукација кој што сум го имала во однос на работни часови, колку ќе посветам на едукација, колку дена ќе биде посветено на одредени тренинзи, секогаш е, верувајте, многу повеќе работни часови во едукација, многу повеќе работни часови во тренинзи отколку што сум планирала. Тоа е заради потребите на помладиот персонал. За жал го гледате трендот на заминување на сестри надвор од нашата држава и оние сестри кои што го надополнуваат нивното место се млади сестри. Тие бараат брзи тренинзи, бараат екстра работа, успеваме да ги обучиме, успеваме да им помогнеме и затоа планот трпи промени во текот на секој месец. Доколку има потреба, она што го спомнавте во однос на едукацијата и тренинзи надворот од болницата, ги следиме законските регулативи. Еве беше актуелно вакцинацијата, која што во текот на целава година имавме проблем со вакцинирањето на персоналот и на воопшто на граѓанството во нашата држава. Ги следиме тие насоки, ги следиме препораките кои што ги дава Светската здравствена организација и веднаш ги применуваме. Кога работите во приватна болница, морате да внимавате и на оној фактор на не само на пациенти, толку и на посетители. И тие ви се извор на можни инфекции, тие ви се извор на можни болести кои што ги носат од надвор. Не можеме да ги забраниме посетите на најблиските, посебно кога имате дечиња кои што се во придружба на нивните родители, но мора да бидеме сигурни и безбедни дека и тие се едуцирани соодветно да не го наруша здравјето на тие кои што се веќе во болница. Така да ги следиме веднаш, како што кажав, се претходно во значи сите тие промени гледаме да се справиме со нив. Успешно се справуваме, бараме совети од центрите за јавно здравје, бараме совети од Министерството за здравство, совети од Светската здравствена организација, сите оние компетентни установи кои што може да ни помогнат. Правиме прирачници, веднаш одделот за квалитет реагира медицинската сестра која што е одговорна за превенција на контрола инфекции, како и маркетинг службата која што веднаш ни печати соодветни материјали кои што можеме да ги спроведеме и да ги однесеме до сите пациенти во нашата болница. Оние пациенти кои што ни се хоспитални, кои што лежат, се некако полесни за контрола, затоа што се повеќе од еден ден во болницата, па нив можете да им објасните со што ќе се справуваат, кои се ризиците кои што може да се јават во болницата, меѓутоа најголем проблем ви се оние пациенти кои што постојано влегуваат и излегуваат. Тоа се амбулантските пациенти. Тие доаѓаат секогаш со голема придружба и колешките успеваат, верувајте, и на тие пациенти да им обрнат внимание во однес на едукација. Кој имате еден знак дека е подот мокар, тие пациенти се или посетители се веќе наши посетители. Во нашата болница треба да знаеме како да ги заштитиме. Во нашата болница на повеќе јазици ги пишува сите можни ризици, може да прочитаат по ходниците, меѓутоа и покрај тоа им обрнуваме внимание, им кажуваме да внимаваат дека може да се повредат на било кој начин. И заради тоа едукацијата почнува од стапнувањето во болницата, уште од паркингот.
Така е. А бидејќи имате плюс работни часови или работни часови надвор од вашето време, а сепак работни или изработени, тогаш бидејќи летниот период е време кога што на секој од нас му треба одмор, не само во лето, туку во текот на целата година, но во лето некако особено, бидејќи највистина и топло времето и сакаме некаде да отидеме да се разладиме, верувам дека тоа го добивате и вие. Да, сите. Заслужено. Да, се разбира, го заслужувате, така што претпоставувам дека еве и ви следува и летен одмор каде што ќе се одморите. И посакувам пријатен одмор и ви благодарам за гостувањето и верувам дека во следна прилика ќе се видиме повторно да позборуваме на уште една тема поврзана со вашата работа, а особено важна во однос на целокупниот систем за тоа како функционира еден посебен однос на работа, но и во однос на пречекот, односот со пациентите и нивното испраќање со успешен резултат. Благодарам на поканата. Имајте убав ден. Ви благодарам и за вашето внимание денеска во денешното издание на Алфа Ординација. Ви посакувам да имате пријатно предпладне. Останете со програмата на Алфа и повторно утре се гледаме во 10 часот во нашата Алфа Ординација со уште една нова тема. Довидување.